Драги сограѓани, почитувана јавност, Левица предлага конечно ограничување на патните трошоци на пратениците. Во услови кога животот на граѓаните се полош, а Македонија една од најсиромашните држави во Европа, неодговорното однесување на функционерите и нивното привилегирање во недоглед мора да запре. Како антиестаблишмент партија, бараме кратење на овие функционерски привилегии, почнувајќи со ограничување на сумите за патни трошоци на пратениците. Ние не земаме патни трошоци, ниту ќе земеме патни трошоци и сметаме дека е неопходно мнозинството да усвои рационален закон за нивно ограничување. Имено познато е дека патните трошоци се злоупотребуваат од страна на функционерите и ова создава неверојатна фрустрација кај граѓаните. Нашиот предлог е патните трошоци да се пресметуваат спрема пазарната цена на 6,5 литри на секои 100 километри изминати. Сметаме дека со овој предлог дека се нуди далеку порационално и поприфатливо реално решение за патните трошоци, кој ќе биде прифатливо за целиот парламент, а ќе стави крај на астрономските суми кои пратениците ги зимаат од државниот буџет. За нас одговара и нивното целосно укинување, но за да биде прифатливо за мнозинството го предлагаме во оваа форма. За крај ќе потенцираме дека само Левица се бори за интересите на народот и против самоволието на привилегирањето на функционерите и ние ќе продолжиме да бидеме гласот на тие кои се вон институциите, а да го прекинеме самоволието на естаблишментските функционери кои веќе 30 години ни ја кројат судбината за да им одговара на нив. Со пресметката сега, со оглед на тоа дека ние не земеме патни трошоци, но според законската регулатива која може да се погледне, всушност сега пратениците земаат пари за амортизации, за патарини, зимаат пари практично како да возат на керозин, а не на бензин. Така да, едноставно со интервенција во законот на пратениците треба да се стипулира многу експлицитно дека само 6,5 литри по пазарна цена на 100 километри и тоа е тоа. Нит амортизации, нит цифри кои пратениците би ги измислувале. Ние предвидуваме само надоместување на трошоци за 6,5 изминати литри на 100 километри и тоа сметаме дека е доволно, затоа што повторно ќе нагласиме, ние не земаме патни трошоци не затоа што сме будали, затоа што сметаме дека платите на функционерите се доволно големи за да ги покријат овие трошоци, а знаеме дека мнозинството нема да го прифати ако го предложиме во минатата форма како што беше во минатиот мандат, каде всушност сакавме да го изедначиме со една автобуска карта. Значи тоа е наш предлог кој за нас е прифатлив, но затоа што мнозинството најверојатно не би го прифатило тој предлог, ние нудиме рационално и прифатливо решение за ова, затоа што фрустрацијата на граѓаните е јасна и мора веднаш да се реагира. Во овој момент многу пратеници креативно и вешто постапуваат во однос на тоа, така што пола година земаат патни трошоци, а пола година земаат кирија, зошто за всушност кога ќе дојдат пресметките за патни трошоци да не се најдат во тие топ 5, топ 10 функционери нели кои го прават тоа, така да овој закон не се однесува на кириите, туку се однесува всушност на патните трошоци затоа што таму лежи големиот нели дел од патните трошоци кои ги злоупотребуваат пратениците, а не ги зимаат по некоја заслуга или потреба. Во овој закон не предвидуваме бришање на таа кирија. Не ги менуваме тие членови и тие одредби на законот, ги менуваме ги менуваме одредбите што се однесуваат на патните трошоци експлицитно. Не. Ние за јавноста да биде јасно, ние имаме пратеници од Гевгелија, од Струга, кои се нели на екстремите од Македонија, каде што всушност пратениците зимаат по 800.000 денари за патни трошоци. Нашите пратеници си плаќаат сами кирија, во Скопје од својата пратеничка плата. Јас ќе ви кажам една многу интересна работа. Нашите колеги пратеници повеќе се вреѓаат на кога ги напаѓаме за патни трошоци него ако им кажеме дека се слуги на олигархијата. Пример, така да всушност немаме што да комуницираме, ние комуницираме преку јавноста затоа што новија функционери е потребен јавен притисок, а не некое рационално молење со нив, затоа што рационално молење нема. Така да само преку јавен притисок и всушност нели артикулирање на оваа тема може да се постигне некој ефект. Сега за сега интервенираме само во законот за пратеници.